Благодарам, почитуван министер за земјоделие, господин Љупчо Николовски, почитувани стопанственици од сферата на месопреработувачката индустрија, почитувани присутни, почитувани медиуми. Денеска во Стопанската комора имаме една работна средба на која што треба да ги видиме ефектите од мерката која што владата ја донесе во мај месец, а тоа е на улеснување на царинските бариери кои што ги имаше оваа дејност од индустријата во Република Македонија. Состојбата била акумулирана повеќе години уназад, значи проблемите се таложеле повеќе години уназад, а состојбата која што ја видовме кога почнавме да разговараме со месопреработувачката индустрија беше следната. Нивните капацитети работеа со 28% од производството, односно од нивната можност, а еден по еден полека производните капацитети затвараа. Кога ќе бевте присутни во било кој од големите супермаркети во Република Македонија, 3/4 од сувомесните производи беа од увоз, а само 1/4 од тие сувомеснати производи беа од македонско производство. Тоа беше аларм за нас, за владата, а благодарение значи на добрата и одлична соработка со Стопанската комора и соработката со Министерството за земјоделие и Министерството за економија, која што ја направивме да видиме, да најдеме начин таквата состојба да ја санираме. Владата донесе мерка со која што ги олесни оваквите царински бариери кои што оваа индустрија ја ставаа во неконкурентна положба со и нелојална конкуренција, значи со останатите производители од соседните земји пред сега и нормално и од подалечните земји, и денеска сме сведоци дека таквата мерка даде значаен резултат. Производството на компаниите е пораснато за 40%, а извозот е пораснат за 61% и воедно цената на сувомесните производи за граѓаните на Република Македонија се намали. Мислам дека ова се доволно показатели кои што кажуваат дека мерката која што сме ја донеле дава резултат и таа е добра не само за индустријата, него и за граѓаните на Република Македонија. Секако, владата на Република Македонија и понатаму ќе биде присутна да ги слуша значи проблемите и потребите на индустријата и стопанството и соодветно на истите да реагира. Во Министерството за земјоделие и во Министерството за економија и во мојот кабинет, како и во целата влада, стопанството ќе има само пријатели и партнери за решавање на нивните проблеми, а не за креирање на проблеми на индустријата. Мислам дека оваквите потези ги даваат и првичните бројки, а тие се дека 12,1% е зголемено индустријското производство во која што спаѓа и оваа дејност во јуни 2018 година во споредба со истиот период лани, 8,1% е зголемено во јули во споредба со јули 17 година, или кумулативно за периодот од јануари до јули индустријското производство во Република Македонија е зголемено за 5,1% во споредба со истиот период во минатата 17 година. При тоа, сакам да кажам дека бруто домашниот производ се генерира точно од ваквите работи и таа бројка е охрабрувачка. Во вториот квартал оваа година бруто домашниот производ порасна за 3,1% во споредба со вториот квартал од 2017 година, или е апсолутно најголем раст од било кој квартал во последните 4 години. Јас не сакам да ве замарам со повеќе бројки, сакам само да кажам и да повторам и да подвлечам уште еднаш дека владата со својот економски тим ќе биде секогаш на услуга на стопанството и ќе сака да ги слуша нивните проблеми, да ги решава нивните проблеми, бидејќи само така ќе се гради индустрија, ќе се индустриализира нашата држава и само така ќе се обезбеди подобар живот за граѓаните на Република Македонија, а тоа го покажува и фактот што просечната плата во јули 2018 година во Република Македонија е 24.203 денари, или е за 6,1% повисока од просечната плата која што беше во истиот период минатата година. Само индустриализацијата, технолошкиот развој, поддршката на инвестициите, која што и ние како влада ја поддржуваме, а сум среќен и им благодарен на сите стопанственици во Република Македонија која што ја препознаа, можат да дадат подобри плати за граѓаните на Република Македонија, бидејќи тие плати мораат некаде да бидат заработени, а местото каде тие ќе бидат заработени е индустријата. Ви благодарам.